Почитувани ученици, добар ден. Добродојдовте на мојот наставен час по предметот македонски јазик. Јас сум наставничката Билјана. Денеска ќе обработуваме наставната содржина, поврзување на илустрации со зборови. Целите за денешниот час ни се: да знаете да составите приказна по слики, да знаете да ги опишете сликите, да знаете да измислите наслов на приказната, но пред се треба првин да се запознаете. Дека прво треба да се прочита приказната, а потоа учениците, вие, да цртате слики или на веќе дадени слики да ги подредат по број од прва до последна. Или прво да се дадени сликите, па вие ученици за секоја слика да напишете по 1 до 2 реченици. Раскажување по низа слики. Погледни ги внимателно сликите, а потоа состави приказна. Измисли наслов на приказната. Опиши го времето и местото на настанот. Уочи ги главните ликови и нивните постапки. Уочи ги смешните моменти. На крај извлечи поука од приказната по слики. Што ни е дадено на првата слика или првата илустрација? Можеме да видиме дека на една прекрасна ливада во едно гнездо се испилиле 5 пилиња, но останало само уште едно јајце кое било цело и се разликувало од останатите јајца. На втората илустрација веќе гледаме дека мајката патка и малите пајчиња го гледаат само што испиленото пајче. Тие зачудено го гледаат пајчето, бидејќи е малку поинакво од нив. Што сметате, ученици? Дали пајката и патчињата го сакаат малото пајче, бидејќи е малку поинакво од нив? Точно, така, го сакаат. Без разлика што е поинакво од нив, тие сепак го сакаат. На третата илустрација гледаме како мајката патка ги шета низ барата малите пајчиња. Веќе на следната илустрација гледаме една неубава слика. Односно гледаме дека се наоѓаме во фарма полна со гуски, патки, кокошки и мисирки. Една од птиците го колва поинаквото пајче. Пајчето е многу исплашено. Тоа го гледаме по изразот на неговото лице. На наредната илустрација гледаме како едно ловџиско куче сака да го изеде пајчето. Тоа е премногу исплашено. На оваа илустрација ни е премногу убава. Топла куќа. Бабичката се одмора на столче и околу неа седат маче, кокошка и поинаквото пајче. И за крај гледаме какво поинаквото пајче пораснало во еден прекрасен лебед. Веќе знаете за која приказна станува збор. Станува збор за бајката Грдото пајче. Писател од Ханс Кристијан Андерсен. Може да направиме една кратка анализа на приказната. Главен лик е пајчето. Споредни ликови се патката, патчињата, кокошките, бабата, кучето. Времето и местото на настанот е ливада. Во паткиното гнездо се извеле патчиња и едно прекрасно пајче, која потоа прераснало во еден прекрасен лебед. Мајката патка ги води пајчињата на првата нивна прошетка. Грдото пајче си отишло од дворот, бидејќи сите го колвале. Во бабината куќа се сретнало со мачето и кокошката. Грдото пајче станало прекрасен лебед. Вид на сказна. Оваа сказна е современа сказна со народен мотив. Современа е сказната бидејќи е исполнета со премногу уметнички слики. Но има народен мотив. Зошто? Бидејќи ликовите немаат имиња.
Треба ли некого да оценуваме само според надворешноста? Не, точно дека не треба да оценуваме. Секогаш треба да ги почитуваме луѓето по нивните особини, а не по надворешниот изглед. Оваа сказна всушност е автобиографија на писателот Ханс Кристијан Андерсен. Одиме со наредна сказна, со наредна приказна. Во оваа приказна прве ни е даден текст, а потоа ние ќе ги подредиме сликите. Едно утро мајката го пратила Калин да оди во продавница да купи леп. Калин веднаш ги земал паричките и тргнал во продавница. Кога стигнал во продавница, го купил најтоплиот леп и тргнал на кај дома. На враќање, Калин весело се подскокнувал и пеел. Прво му долетале две птици и го замолиле да им даде неколку ронки леп. Калин без двоумење скршил од лебот и им дал. Потоа дошло мачето, па кучето. И Калин, бидејќи многу сакал животни, без двоумење им давал од лебот. Во наредниот момент мачето, кучето и птиците почнале да трчаат по него за да им даде леп. Тој толку се исплашил што почнал да бега накај дома. Кога стигнал пред вратата, тропал за мајка му да му отвори. Таа, кога ја видела целата работа, силно го гушнала и ги избркала животните. Може да ги погледнеме илустрациите. На првата илустрација ни е дадено како Калин носи леп во раката. Потоа весел Калин како им дава ронки леп на птиците. Тој си пеел. Потоа дошло мачето, Калин се уште бил весел. Па дошло кучето, Калин се уште бил весел. Но кога погледнал како сите трчале по него, тој го фрлил лебот, избегал дома и почнал да тропа на вратата. Кога и покажал на мајката, целиот во плач, мајката се изненадила. Може би им дала јадење, а може би и ги избркала животните. Ќе оставиме за крајот на приказната во некоја друга прилика. Може да погледнеме уште една приказна, ученици. Оваа приказна е дадена по слики, но ние треба правилно да ги подредиме сликите. На првата слика го гледаме волкот со бела рака како ја покажува на прозорецот. На наредната илустрација го гледаме волкот со голем стомак и околу него јарињата. Може би знаете за која приказна станува збор. На следната илустрација го гледаме брашнарот и волкот како се смешка и си зема од брашното. Па го гледаме повторно како јарињата го гледат волкот, но не е бела неговата рака, тука е неговата кафејава рака. Потоа гледаме како јарињата бегаат под кревет, под маса и се кријат. И на последната илустрација гледаме со ножици како му се распарува стомакот на волкот. Се надевам дека знаете за која приказна станува збор. Точно, станува збор за приказната Волкот и 7 јариња. Дали може сега правилно да ги подредиме сликите? Ајде да почнеме. Првата фотографија ни е онаа каде што волкот отишол кај јарињата и се преправил дека е нивната мајка. Ја покажал раката, но јарињата не му поверувале. Точно, таа е првата. Втората илустрација, која ни е? Втората илустрација ни е како волкот отишол кај брашнарот да земе брашно, за да си ја направи неговата рака бела. Точно. На третата илустрација, веќе волкот што прави?
На третата илустрација, волкот повторно се враќа во куќата кај што се јарињата. Ја покажува белата рака за да поверуваат дека тоа е нивната мајка. Веќе на наредната илустрација гледаме како јарињата исплашени бегаат и се кријат од волкот. Што мислите, дали волкот ги пронашол јарињата? Да, пронашол од јарињата. Тоа го гледаме на оваа илустрација, каде што се случува? Тие земаат и му го распаруваат стомакот на волкот, за да ги изведат јарињата. Ловџијата заедно со мајката на јарињата. И на последната илустрација гледаме како јарињата се среќни. Волкот, бидејќи премногу се најал, отишол во бунарот да се напие вода, од тежината, бидејќи го наполниле стомакот со камења, паднал во бунарот. Драги ученици, се надевам дека ви се допаат на приказните кои што сега ви ги кажав. Довидување до следниот час.